Ајде, добро утро на сите. Ми се погоди утринава да имам нешто работа, а истовремено климата да ви ја покажам на вас, особено на селјачиштава што се дојдени во Скопје и што не ја знаат скопската клима и што не ја знаат скопската магла, да видат дека индустријата и колите и така натака и дека маглата е магла, а не е смог. Едноставно, еве сега ќе пуштам додека возам, да може да видите каква е скопската магла, дека маглата е сечена со нож. Значи, до тука има магла, од тука натака нема магла. Еве, гледајте сега. Значи, моментално сме во кисела вода. Ова е последна стара 24-ка. Гледај како е чисто убаво. Ево го. Еве и сонцето се облеска. Еве цементарница. Си работи најнормално. И сега ево. Значи немет магла. И сега ќе видите точно од каде почнува маглата. Така да тоа е овие што се дојдени од планина, што се пораснати и што живееле на чист воздух во планина и сега сакаат да станат граѓани, проделе нивите таму, за да купат станови, кафези овдека во Скопје, да не цапаат повеќе во кал, туку да газат вака по асфалт. Доаѓаат и сега кој се појави маглата, и на нив им смрди многу, што е нормално и стварно смрди, тоа е скопска магла. Таква магла смрдлива и кога немаше многу коли, смрдеше. Маглата почнува од овде, поточно од подоле од Бриколаж. Погледнете какво е. Значи сега до надвожњакот нема магла, железничкиот надвожњак, од железничкиот надвожњак натака е тесто. Поточно почнува да станува тесто. Видите. И сега од овде натака веќе влагаме во магла. Во скопска магла. Вака, не знам колку може да се види, може да се види. Еве го крстот во аеродром, кулите Бриколаж, гледате на кула нагоре, дури и сонцето се гледа. Така да веќе од тука се гледаат кулите дека има сонце на нив горе, дека до пола се во магла. И сега од тука натака веќе се згуснува магла. Така да, селјачано моја, дојдена у Скопје, да глумите скопјани, ова е скопска магла. И оваа магла сега во 7,5 сабајле, колите не ја направиле сигурно, индустријата исто така не ја направила сигурно. Дури и тие што се греат на дрва сигурно не станале у недела у 7,5 за да палат ќумбињата и за да ја направат маглава во аеродром. Во аеродром каде што сите згради се на парно. И сега, како се доближуваме до Вардар,
така се повеќе и повеќе магла. Поздрав Касапи до тебе до Малта. Ова исто морам да ви го покажам. Само да ми се прекина нешто лајвот. Значи сега веќе сме во аеродром. Така да ова е скопска магла. Се повеќе и повеќе како се доближуваме до аеродром, до Вардар, поточно, маглата се зголемува и се згуснува. Стасувам, ова се веќе семафорите во Ново Лисиче кај авиончето. Да видите. Веќе тука на 10 метра не се гледа. Ова е мостот Близнак во аеродром. Значи, кој смог, која индустрија ја прави маглава? Ова е најнормална, не е чиста, ама е нормална скопска магла. Скопјани кои живеат во Скопје, кои се родени во Скопје, кои што веќе втора, трета генерација живеат во Скопје, веќе знаат и се навикнати на оваа магла и на овој смрад од магла, затоа што ова е смрдлива магла од една проста причина што во овој дел од градот, овде, ќе свртиме прво на кај Кванташки, па после ќе отидеме на кај Автокоманда. Значи, во овој дел од градот, овде, има подземни води, кои што се термоводи. Значи, тие води под земјата овдека што се на овој дел од градот со температура над 22 степени. А во моментов надвор е минус 1 степен. Значи, надвор од Кулава е минус 1 степен. Така, Јор, ова е онаа скопска магла која што скопјани ја знаат, но се љачиштава што се симнати од планина и што порастале на чист воздух не ја знаат. Погледнете го овој дел сега овдека е повторно чисто. Повторно нема магла. Кај испари магла? Смогот каде е? Или некој станал рано са бајлечки у 7 саат за да пали ќомбе во аеродром каде што сите се греат на парно и пали ќумбе за да го прави смогот и за да ја прави магла. Точно спасе, еве и ти, например, знаеш дека не си од Скопје, а знаеш дека во Скопје од секогаш од Катланово навака има магла. И тоа магла. Тука, например, исто може да се види. Навака нема магла, но на другава страна, погледнете се. И сега тука ќе влеземе во магла. И тоа во тесто магла, каде што ни сонцето не се гледа. Ова е веќе патот према Кванташки пазар. И така да големите душегрижници за скопскиот чист воздух и за тоа дека сме се рангирале, не знам, на прво, трето, пето, 16 место, еве ви да ви покажам дека не е вистина тоа што го зборите. Од тука веќе ќе се вратам назад. Видете колку е густа магла. На само 30 метри
од овде, на само 30 метри од овде, са повторно ќе видите, нема воопшто магла. Како со нож пресечено. Значи, јас после ова видео веќе не знам како да ви нацртам дека да, во Скопје има загаденост на воздухот, секогаш имало загаденост на воздухот, но не, пошто е нормално поголем град, најголем град во Македонија, но нема врска дека Скопје може да биде позагаден од Делхи во Индија или од некои други градови. Овдека веќе нема магла. Нема. Каде е? Дека дури и сонце има. Кардан, знам какво е некај Катланово, ама ја мислам дека не е фер да трошам гориво до Катланово да идам да снимам, кога можем еве овдека да го покажам тоа што го дробам цело време, што им објаснувам на селјачанава симната од планина и дојдена у Скопје за да глумат граѓани да глумат. Еве сега малце после Волво влагаме во магла. Така да утре ден повторно на мерните станици во аеродром во Лисиче на ректорат ќе кажувало волку било, толку било загадено со PM 2,5 до 5 честици, тие биле најтешки, да, пошто додека се навиктеш. И после тоа до PM 10 се и тие малце штетни, пошто е до PM 10 и после 10 веќе не бројам колку пијам, разбираш? Затоа што пијам 10 честици, поточно пијам 10 чашици, тоа. Скопската магла, смрдлива, еве денеска ми се пружи таа прилика да можам да ви покажам во живо како изгледа. Во моментот сум кај бриколаж. Така да не знам дали не идам на кај автокоманда и се свртам назад према аеродром за да ви покажам уште еднашка како маглата се згуснува и се расчистува. Точно така. Чиста кондензација, чиста природа. Спасо не е загадено воопшто. Нормално е загадено, ама не е загадено многу. Ова е магла. Ова е водена пареа, природна водена пареа, која кондензира затоа што надвор е -1 степен. На овој дел од градот има подземни води кои што се со 22 степена температура. Точно, еве сега ќе свртам лево, не сега, малце подоле, за да можем да ви покажем во Горно Лисиче како е. Видете од овдека какво тесто станува маглава.
Само што го поменав мостот близно. Тачно гейзерот работи, па нормално. После мостот вика Игор Атанасовски да свртам лево. Па не после мостот ќе свртам лево доле во Лисиче, значи кај овако како се вика кај Џаваир кулите. Таму ќе свртам лево за да може да покажам убаво дека се искача од Маглава кај Џаваир и дека лево према Лисиче скоро и да нема магла и во Лисиче повторно вакво тесто. Погледнете, на 10 метара нема прст, не се гледа. И после тоа од Лисиче ќе одам према центар, да видите во центар дека ама воопшто магла нема, значи нема магличе. Ова е веќе централен аеродром е што го вика. Границата помеѓу аеродром и Ново Лисиче, кај споменикот Јане Сандански. Сега сме точно кај Џаваир кулиде. И овдека веќе почнува да се разбиструва магла. Гледате, дури и крстоци. Дека лево ќе свртам сега према Лисиче, кај што рече Игор Атанасов да ви покажам како е натака. Спасо Јагер вика, освен нови девоградби друго нема сменето, точно. Девоградби се градат, па и не диво, и питомо градби и девоградби како печурки после дожд никнуваат. Верувам дека доволно убаво и сликовито ви покажувам, како и секогаш. Кај мене нема ми кажа овој, ми кажа оној, вака било, така било. Не, еве ви снимка, сами гледајте, сами видете, ако не верувате на своите очи, на мене па ич немој да ми верувате. Гледате сонцето какво е, значи во магла, пробива во овој дел сонцето и сега ќе влеземе кај што ни сонцето нема да пробие. Веќе тука се згуснува маглата, веќе ни сонцето го нема. Ево сега повторно го има тука. Буквално како бранови, како пластови е скопската магла. И ова е нормално за секој еден скопјанец, за секој еден кој што живее во Скопје,
и кој што е навикнат на овој воздух. Значи ова не е магла од смог или од индустријата како што сакаат да глумат, да кажуваат гачки селјача на Масимната од планина, кој што демек многу се разбираат. Ја пројдовме населба Лисиче и сега еве влагаме во село Лисиче. Спасо, ја ако сакаш да ме частиш, може брат, ја и онака ми се скоро отидени амортизерите. Така да ние продадените баш и немаме многу средства за да може да менјаме амортизери. Погледнете во Лисиче колкава е магла. Во село Лисиче. Што е одма, значи одма до Скопје. Ице, не плачам, јас им покажувам на селјачиштава што не се од Скопје што се дојдени во Скопје, што сакаат да бидат скопјаништа, им покажувам дека маглата не е смог, дека маглата е нормална скопска магла. Ево, дека го поздравувам Игор и точно кај Игор ќе си свртам назад и се вратам. Доста една така нема потреба да одам толку далеку. Еве Игор, да не кажеш дека не сум бил докај тебе. За да покажам колкава е маглата. И знамето поубаво да го ставиш. Па еве, да го завршам лајвот, брат, да не ти ветам, можда ќе продам, пошто и Ице ме вика на греја на ракија на Скопска Црна Гора. Затоа и Лепи Сол на времето направија песна Скопје има микроклима. Ваква клима има само во Скопје. И под течението на река Пчиња. Затоа што покрај Пчиња има подземни термални води, кои што достигнуваат и до 39 степени. А во Скопје, во делот на Ново Лисиче на Маџари, подземните води достигнуваат 22 степени. И во лето има зимата, а? И сега од тука ќе одам кон центар. Значи, за да ви покажам дека во центар па нема ич магла. Бидејќи кога почнав од кисела вода, во кисела вода немаше магла. А кисела вода, од кисела вода до тука се 2 километри. Не се ни 2700 метри. Само чисто да видите скопската смрдлива магла
која што си е смрдлива магла од природа. Природна смрдлива магла, која што нема врска со смог, која што не се прави од чадот од индустријата и така натаму. Сега сме на неполни 30 метри од семафорот во Лисиче, каде што се уште не се гледаат кулите џавер. Кога ќе стасаме до семафорот, ќе се видат кулите џавер. Чисто да ви покажам. Ево вака. Гледате кулата џавер? Ево крстот и џавер. Маглата е до 20 спрате маглата. Од овдека 200 метра од тука има магла и после тоа веќе повторно нема магла. И тоа нема и ич магла. Не малце да има магла. Воопшто нема магла. И маглата е до тука. Веќе си искачаме од маглата. Ево. И навака веќе нема магла. Овдека веќе е скоро пролетен ден. Тука веќе и шарпланина се гледа. Значи тука толку нема магла што шарпланина се гледа, снегот на шарпланина се гледа. Значи, почитувани мои пријатели, почитувани гледачи, селјачано симната од планина во Скопје, еве ви апла да може да видите дека маглата во Скопје е природна магла, значи природна кондензација, која што не е смог и не е загадување на воздухот. Така да, пред да обесувате дека Скопје е загаден, дека не знам мерните станици покажувале вака или онака, чисто да ви покажувам дека тоа нема врска. И дека тие мерни станици, според мене, и според ова што можам и да го видам, и вака
во реал тајм. И она што можам да го видам на таму кај што пише на тие Air Vision порталите, например, сега ќе поминам кај што има мерни станици од едната страна на булеварот и од другата страна на булеварот. И тие две мерни станици, кои што се 20 метри разлика, никогаш не покажуваат иста слика. Дори драстични разлики има во загаденоста на воздухот со пијани 2,5 частици, оние што само што джапнале 2,5 частици, и со оние што се со пијам 10 частици или чашчици, и тие веќе се дрвопијани. Погледнете како влагаме во магла. Сега сме влагаме во аеродром после железничка и сонцето е директно во камера. И за малце, за некој 200 метра од прилика, кој ќе влеземе во маглата, ќе видите дека ќе се гледа побаво. Па не знам колку окта плаќа Спасо оштета, ама како и да е. Значи, аеродром нема магла, чисто си е сончево времето ала пролет. И сега, после семафорите, видете се како буквално после овие семафори веќе почнува да се појавува магла. Ова е сега ниска, она као филмот Магла, она кога доаѓа магла. Овдека маглата е до четврти, до трети спрате магла. Тука дуре може и облаците да се видат. Па се дали Заев увезува плин, брат, не знам. Знам само дека плинот со цистерни го увезуваше Макпетрол. Сега таче нешто се скара со Макпетрол, па глуми лудило. И демек ќе му покажел на Макпетрол дека ќе му направил штета. Изгледа Макпетрол не ќе мито да му даде на Таче, а Таче мислел ќе зема од сега. Еве ги уличните кучиња. Погледни. Не се по место е. И иде да го гризне за гума. И сега тие протестантите што се, видете што прават.
И вака ќе падне некоја куче под колата и те искрши колата. Гледате се како влагаме во магла. И оваа магла од што е? Од колите? А? Од колите е од индустријата е маглата? Еве сега ќе ви покажем, пошто ќе го завршувам лајвот, ќе ви покажем дека кај што е индустријата нема магла. На Џавер се симнала маглата од 25-6, спрат се симнала на 15. Од преска, од кога поминавме од тука. Ете, заради вакви вожњи, заради вакви покажувања, ме викаат психо. Заради вакви вожњи, заради вакви покажувања, јас можам да се гордеам дека оние информации кои што јас ви ги пласирам се точни и вистинити. Не се ми кажа Јанко дека го тепале Петко и Станко, ама никој не снимал и никој не изведел телефон да слика. И ме интересира зашо не објавиле медиумите. Ете, затоа што нема еве ваква снимка, за да се објави дека во Скопје маглата е природна и дека не е смог. Среќа што зборам на македонски смог, кога би зборал на српски дека е смог, ви ме разбарале малце погрешно. Пошто вика во Сараево, кога отишол Вучич, тоа го прочитав пред некој ден на Фейсбук, отишол Вучич у Сараево и се возеле со Додик ни Сараево и едно време влагаат вака у магла. И Вучич му вика на Додик: "Ау, Додиче, ово што е магла, ај магла, него многу смрди." И Додик му вика: "А слушај, Вучко, то ти е смог, зато смрди." И Вучко му вика: "Па дали е ствок или смог, не е битно, али многу смрди", вика, брате. Така е да, еве јас ви покажувам дека оваа магла не е смог, а не е ни свашек. Еве индустријата, тука на кружниот тек ќе направам цел круг, за да видите, еве вака, да видите дека маглата е до тука. Еве, до тука е маглата. Гледате? И веќе од овде натака нема магла. Од тука натаму има сонце. Има убаво јануарско сончево утро. Значи, уште малце тука ќе го завршам лајвот. Чисто да видите, еве го и водно. Така да
маглата на Мацу у Ладовина. Тоа е селјачано. Значи, ова е Скопје. Вие што сте симнати од планина, треба да знаете дека во Скопје се случува магла и тоа е природна појава и таа магла понекогаш, скоро секогаш, е смрдлива. Затоа што потекнува од подземни води. И кога се прави температура од -1, поточно од 1 па надоле, тогаш се појавува маглата во Скопје. Толку. Фала што ме гледавте и друг пат, селјачано, не тропајте глупости дека маглата во Скопје е загаден воздух. Фала ви на гледање. Имајте убав јануарски ден.